Приказната продолжува. Дејан Недев, трета генерација во допир со железницата. Шините од неговиот аспект испраќаат и враќаат шампиони. Дете на железничари, шампион со железен дух и дисциплина до совршенство. Оваа фузија од квалитети ја наследил од стројничар во чија професија нема место за грешка. Една грешка, многу животи. Со Дејан до градско, па до наше Чичево, и тоа во сигурни раци и спресни сеќавања со неговиот татко, нашиот сенсеј. Јас по татко потекнувам од градско, односно од Долно Чичево, од каде што е мојот дедо. И исто така потекнувам од железничарско семејство. И татко ми и дедо ми работеле на македонските железници и тоа е една од символиките кои што е причината зашто сме денеска во ВОЗ. Кој ти е сенсеј за Кати? Мојот сенсеј од самиот почеток и до ден денес е мојот татко, Венцислав Недев. Но последните 10 години секогаш сум прв и на европските и на светските првенства. Ете што е дете на железничар. Да. Сенсеј Недев, од каде доаѓате вие и чие дете сте вие? Благодарам на прашањето. Токму така, татко ми се вика Атанас и тој е од Долно Чичево. Таму имале куќа заедно со неговиот брат кој се вика Трајко и нивниот татко Андреја. Тие живееле како деца во Долно Чичево и после татко ми поради вработување во македонски железници, тогашни југословенски железници, се преселува првен во куќа во село Виничани, за да после тоа кога мојата сестра постара Блага наполнила 7 години и требала да оди во училиште, а во тоа село немало училиште, и тој добил преместување со работата во градско. Значи, од пругата е оддалечена куќата некои си 4 метра 5, а од автопатот исто од прилика толку 5-6 метра. Куќата носи број 421 и тука ние живееме буквално, значи, од мојата 5-та година, па се до завршувањето на основно образование во основното училиште Даме Груев во градско, за да после татко ми ме запише во и да ги наставам традициите негови, пошто беше вработен во железница, да и јас бидам службеник на железница, односно завршив средно училиште за отправници возова. Во тоа време беа популарно наречени тие шефови на станици како чиновници. Но после завршувањето на моето средно училиште, јас не се вратив назад во градско, туку останав во Скопје и наставив со вработување на тоа работно место во станица Скопје и во станица Лисиче. Тоа беа најпрометните станици во бивша Југославија, каде што дневно поминуваа негде околу 175 возови во период од 12 часа. Тоа значи дека на секои 5 минути влегувале во тогаш разрушената станица Скопје. На секои 5 минути доаѓале од 4 правци возови, од Кичево, од Гевѓелија, од Ниш и од Косово. Значи, тоа била еден чвор, го велеа тогаш, железнички чвор.
каде што поминува и патнички возови, и експресни возови, и теретни возови. И навистина, секој што работеше у таа станица, посебно ова моја професија, требаше да биде виртуоз, за да не погреши, оти знаете што значи грешка во сообраќајот на железница. Живот значи, чини. Не еден живот, него многу животи. Многу животи чини. Додека татко ми работеше во железничката станица во Градско, би ја спомнал железничката станица во Градско, која исто така беше нова и скоро секој дневно бев околу незе, заедно со моите другари. Но има тука една приказна околу железничката станица Стара во Градско, која била можеби најубавата, можда На Балканот. во Европа. Имам муабети што имам слушано дека таа била најубава станица во Европа. Но за жал за време на Втората светска војна германците ја срушили, таа не е обновена. Тој бил пратеник кој живеел во Трбовиќ, се викал, и живеел во Богомила. И пошто имал таква моќ, успеал да ја убеди тогашната влада на бивша Југославија, да таа железница не се прави од Градско према Прилеп и Битола, да не се обнови старата железница која била теснолинејка, туку таа истата да помине низ неговото место каде што он живеел, тоа е Богомила, и затоа денеска пругата се одвојува од Велес и иде кон Богомила, Гостиражни и Прилепа доаѓа до Битола, а од Битола е сврзана со Грција, со Кременица. Но иако таму изградена таа пруга, за сет период, дури и сега, прави огромни проблеми на персоналот во железница, посебно на оние што ги возат возевите, бидејќи кај станица Гостиражни постои еден нагиб успон од 27 промили, кој е многу тежок за совладување на локомотивите и често пати кога има долги возови, теретни, па дури и овие моторни возови што беа набавени од Шпанија, често пати знаеа да прокуваат, значи моторите да им загреат и да застанат, па да ги ладат, па за да појдат да го настават патувањето, а сето тоа кошта време. Така. И па за царската фамилија тогаш. За царевите на каратето. На каратето. Аз мога кажам. Флипсот кој прави се друго да изгледа помало. Од сега и во пикантно издание. Стоби Флипс Магнус, голем и лут Флипс со збогатен вкус од 30% кикирики. Витаминка. How you feeling? Happy. Tell me how you feeling? Happy. We about to do this cause we happy, 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 happy. Deluxe. Come along if you Is it minute? happiness is the truth. Because come along if you know it. Happiness is the you. No. Come along if you feel like. Елит за мали и големи. Вистинско кафе за вистинско уживање.
Мене ми било интересно овде. Доста интересно. Куќа 421. Увертира во едно детство. Рушевините го издаваат стилот. Железничарски типик, бордури, молерска матрица од цветови и испреплетени ластарки. Виенско-ориентален стил. Во секој случај, за тоа време градски. Нормално и како што личи за во градско. Европскиот манир и духот на времето овде стасале по пруга. Види како има овдека бордура некоја интересна шара. Знаете, железница тогаш имаше и молери. Така. И тие молери беа задолжени да ја прават фасадата. Еве го, Тошево што е овдека првата. Со две листенца. Тогаш си живееле овдека без струја. Да. За војната аеропланите. Како сега. Но да, се сеќам јас. Чекај, тука беше живам. Мајка ми, да, беше уште жива. Уште беше жива, она почина таму. Само што се преселивме, она почина. Се сеќам у тој период, дали беше 50-та година негде, па нели беше многу голема сиромаштија уопшто Југославија, и авиони лета и ми пушта од озгора Летоци. не летоци, него ми пушта и вакво пакети Со храна. со храна, со сеќам она жолто сирење, многу го пушта и пушта конзерви и брашно ова за правење качамак, така ни пушта од ченк. И баш у овој дел баш паѓало тука, дури и селаните од таму доаѓале тука да ни собираат. Врнала хуманитарна помош. Да. Американците? Кој ни пушта? Американците, да. Мислам да. Да, американците. Не русите, американците. И бунарот, кога ви треба вода за род, вреди злато. Тој е првиот златник од златниците во Аманет што не стасале до фамилијата Недеви. Карма. Воодушевувачки се идејните решенија кои ги колекционираме заради досетливост, а богами и духовитост. Например, овој бунар автобуска. Нема шанса да го промашите. А внатре, неговата тајна е далечината на водата. Тројцата паднавме на штосот со огледалото кое ни приреди оптичка мамка. На крајот, каменот ја реши мистеријата. Леле до каде? Да. Знаеш дека ни се гледаат лицата како бе, огледало? Здраво. Ај. Скрши огледалото. Сега сме на едно специјално место од најраното детство на Чичко Венцо Недев. И овде тој ја поминал својата младост, односно своето детство до својата 5-та година, така? Да, така. Првата станица каде што Да. била неговата фамилија, железничарска Така, фамилија. И тука сме на бунарот на плачот. Да, такво така. Добро го нареков. Така, бунарот на плачот. Зошто Да. бунарот на плачот? Па вака, прво да кажам, значи, јас сум роден во Велес, во болница и после тоа, после болницата ме донеле овде, затоа што татко ми работеше на железница, беше чувар на пругата од Ногаевци до Градско и ова е зграда број 420, сите згради у железница беа обележени со броеви, ова носи 420. Во близината на оваа зграда, во тој дел таму горе, има село кое се вика Веничани и во тоа време, кога ние живеевме, тоа село беше комплетно турско. Тие турци, пошто таму кај што е селото е брдо, а полето за обработка на земјоделските работи им беше токму поред овој бунар, во тој дел према Вардар, таму е равница и многу плодно земјиште.
Така да секојдневно сите селани, пошто се занимаваат со земјоделие, поминува по овој пат. Да, калдрма имаме тука. Уште имаме калдрма. Уште постои таа калдрма. Преку пругата, тука имаше рампа, сега не постои, има надвожњак. И одеа во полето работеа. Но пред да идат во полето и дури работеа, пошто работеа по цел ден, доваѓаа на овој бунар да полнат вода и пошто овој бунар е на железница, ние за тоа ништо не им наплаќавме, нити смеевме да им наплаќаме у тоа време, луѓето си земаа вода, а како благодарност нас ни даваа кога ќе почнат нивните плодови од обработката на земјоделското земјиште, овој ни дава разни плодови, лубеници, дињи, круши, јаболки, сливи, кајси, се што имаше, буквално. Како бакшиш, на турски бакшиш, да. Сега тука има една мала приказна, која сакам да ја кажам, баш у тоа време кога веќе наполнува 5 години, убаво се сеќам, сите тие турци се иселуваа и заминуваа за Турска. Пред да заминат, пред да патуват за Турска, тие доаѓаа да се поздрават, пошто многу не почитуваа. Ние бе едина фамилија македонска и перфектно не почитуваа сите турци. И сакаа да се поздрават со нас и да ни изразат благодарност за тоа што полнеле вода од бунаров. Меѓутоа, ни беше чудно, они плачеа. Кога се поздравуја, плачеа и им беше многу тешко тоа одење. И на нас ни беше чудно, а не знаеме зошто плачат. Ги прашавме зошто плачете, ви е тешко, а сакате да одите на друго место, таму ќе бидете сигурно гости и поново ќе треба да стварате фамилија, а тука со дедовци, со години биле во тоа село и чак дори си има тапија и за земјиштето и за куќите што ги има таму, но не добиват одговор. И така, мислам дека и до последната фамилија се иселија. И се исплакаа тука. И се исплакаа на бунарот. После дознавме ние дека била политиката таква, од тоа го знае цела јавност у бивша Југославија, политиката на државникот Ранковиќ, кој едноставно сакал да ги исчисти турците од цела Југославија, не само од Македонија. И фактички, буквално, тие биле со некакво претење да мора да се иселат, да го продаат имотот. И буквално тие луѓе стварно не сакале да се одат, сакале да живеат овде, но заради таа судбина они сите се иселија во Турска. Овде немаше струја, овде имаме лампи на газија и татко ми имаше еден железничарски фењери ги вика, тие работеа на масло кое се вика репица. И буквално тоа ни беше осветлувањето. Овде немавме друго осветлување. Се дека Чичко Венцо не научи како работи струјно коло. Да, тоа во подолната зграда го направив, овде не, уште мал бев. Тоа веќе научив кога почнав на училиште да одам, што значи струјно коло и таму пробав да направам нешто што сега не би го направил никогаш. Ми бил животот убав овде. Ние, значи, ова зградичка, ако е мала, имавме една спална и имавме кујна као приемна, 2 соби. Од другата страна имаме шупа со простори за животни, за кокошки, за кози, за свинчиња, така да и тоа ни беше дозволено да го чуваме. Ајде, добро ве најдовме. Добри сте? Добри сме, да, еве дојдовме малку да ја прошетаме вашите фарми, да видиме поблиску и да представиме. Баш тоа, добро.
Кога сме кај свинчиња или гудиња, овој крај е рај за нивното одгледување. И потенцијал и капацитет на едно место. Вардарскиот регион се покажа како идеален за примарните раноградинарски култури и овоштарството по кое буквално се прослави, но исто така и за сточарството кое последниве децении бележи подем, ниже успеси и стана витална гранка за економијата во регионот. Од десната страна на патот кон Долно Чичево, на 150.000 метри квадратни, врамени во чиста и еколошка средина и вклопени во колоритната рамнина, прошарана од лозија и ниви, се наоѓа технолошки најмодерната свињарска фарма Агрија. Агроиндустриската групација Агрија, формирана во 2014 година со седиште во Велес, се фати во костец со светски предизвик да создаде високо квалитетно и стандардизирано севкупно заокружено производство. Тоа значи дека избраниот технолошки процес овозможува затворен систем на современо фармерско одгледување по највисоки стандарди. Објектот ги има имплементирано соодветните ISO стандарди и поседува интегрирана еколошка А дозвола. Фармата е идеален пример за да се измери технолошкиот скок преку паралелата меѓу стариот традиционален начин и модерната и ефикасна матрица на производството. Не кандиса да дзирнеме одблизу. Директно во матриксот на фармата. Мониторингот почнува од хигиенскиот скафандер. Абе, НАСА програма, што да ти кажем. Добро сум. Супер си. Е баш така, НАСА програма без класа за вегетаријанци. И така, со НАСА имидж, прво неколку чекори низ дезинфекција, а потоа и низ неколкуте хали во кои се класифицирани роднините на трите прасиња, по возраст и фамилиарно стебло. Тука точно се знае кое прасе чие е. Стручно кажано, фармата има годишен капацитет од 35.000 товеници и 1.500 мајки со данска генетика и мисија да ја дефинира одговорноста за производството на еколошки местни производи, одгледани во Вардарскиот регион и хранети со високо квалитетна храна од овчеполието. Примарна цел е да се задоволат потребите на конзументите, да се освојат гурманите и да се развијат партнерствата. Досегашниот успех е мерлив. Пласман во 3 држави, 142 производа, 6 месарници и 10 години искуство. Во последната хала што ја видовме се одбиените од мајка. Оние кои веќе потпораснале. Оваа фарма е рамноправна и за оние 13-тите. Се сеќавате на легендарниот Гиле Баксус,
13-тото прасе кое југоносталгичарите го паметат како еден од главните протагонисти во документарецот Светот кој исчезнува. Тој, преостанат мал или неисчезнат свет на Петар Лаловиќ, го видовме на десната падина над наше Чичево. Таму едно белорунесто семејство си уживаше под зраците на ноемвриското сонце, под кое новороденчето се трудеше да се исправи на нозе и да ги пушти првите чекори кон мајка си. Мама! Тука во Чичево се пресретна технологијата и традицијата. Концепциски и слични и различни за смислата на животот и постоењето. Два космоса. Од кое село, мама? Овој пред нас е руралниот космос во кој тлееле огништата на фамилиите Недеви, на Атанас Железничарот, татко на Венцо Недев и дедо му на Дејан, и Андови, меѓу чии членови се и трите поранешни чичевски убавици Иванка, Горица и Магдалена, баба ми Магда, венчана Насковска за железничарот Христо Насковски. Не гарантирам за вистината позади легендата за името, која важи и за Горно и за Долно Чичево, според која во првата половина на 17-тиот век во селото Росоман живееле тројцата браќа Јане, Петре и Стојан, кои поради земја за опстанок се раздвоиле, населувајќи се за потребите на своите овци во атарите на денешните села. А внуката на третиот брат Јане, кога се враќала од Кајнив, се радувала со на Чичо или Чичевото село. Ристо и Атанас веројатно биле колеги по пруга и комши по станици во Градско. И двајцата стокмени од пети до глава во железничарски униформи од капар платно. Од 1962 до 1996 селото се наоѓало во рамките на големата општина Титов Велес, а по војната од 1955 до 1962 било во рамките на некогашната општина Градско, а пред тоа се наоѓало во тогашната градска општина, во која влегувале и селата Виничани, Водоврати, Горно Чичево, Градско, Подлест, Убого и Уланци. Самата градска општина била дел од Титовелешката околија. Општината Градско е една од ретките во Македонија која не била воопшто менувана во поглед на нејзините граници со новата територијална поделба на Македонија во 2004 година. Во јадрото на етнографската област Клепа, во атарот на Горно Чичево, врамен во дабова шума се белее Чичевскиот манастир, архитектонски уникатен, единствен. Манастирот има две цркви,
Свети Архангел Михаил и Света Богородица, кои за жал се запуштени. Црквата Свети Архангел Михаил е главната манастирска црква. Изградена е во 1861 година од Андреа Дамјанов, еден од најголемите градители на сакрални објекти на Балканот. Во 1981 година црквата е прогласена за споменик на културата, додека во 2013 била донесена одлука за комплетна санација на објектот и иконите. Беше затворена. Во овој регион се почитуваат селските слави. Во Чичево се слави Голема Богородица. Црквата Света Богородица, која е непосредно до манастирската црква, е оштетена. Според летописот, манастирот е подигнат како мала црквичка меѓу 1695 и 1705 година од калуѓерот Михаил со помош и заштита на велешкиот Агобек. Но според другите нејзини сакрални сведоштва, првобитната црква не е подигната пред 18 век. Во втората половина на 19 век таа била обновена, реновирана и зографисана од зографот Хаджи Крсте, добивајќи го денешниот изглед. Од далеку манастирот му дава некаква сакрална рустика на регионот. Но одблиску ги чека дланките на уметниците, зографите и градителите да му го вратат поранешниот сјај. Ние, например, почнавме од знакот. Тук ми било Нашиот патоказ водеше кон Горно Чичево. Со него Чичево станува целина. Ова се села на чешми и јавори. Покрај старите има и понекоја нова куќа. Например, оваа со интересна символика. Ке сретнете и понекоја импровизирана викендица, меѓу кои има и мераклиски осмислени до детал. Љубопитството беше забележено од една од последните останати фамилии која изимее овде. Ајде побелете на едно кафе на почаст. Од малку лав муабет на нога пред трем се изнајдовме кој од каде е. Магда, Иванка, Горица, три сестри. Кој му беше железничар. Да, и па. И со... Јас сум внука на Ристо. Там голема си. Последната станица во приказната Скопје Вија Градско е родната куќа на Атанас Недев во Долно Чичево. Мислам дека од овде натаму имаме некои имање, некои лозија кои не знам кај се, шо се. Завршил и после тоа во Градско заврши вечерно школа, знаеш, така беше. За да напредуе у струката. Квечерината на целото му дава една посебна боја и убавина. Убаво Чичево, селото на мојата баба и на дедото на Дејан Недев. Чичево своевремено бил мал рурален центар со здравствен дом, дом на култура и библиотека. Ова овде и на онде може се железничарски тркала или се воденичарски тркала.
најинвентивното решение за врат. Значи, пред кооперација. Влегуваш во автобус, уствари во куќа. И пишува Ристо горе. Како што се викаше дедо ми Ристо. Може на дедо ми да е. Петокраката на чешмата издава едно од времињата. Еве имам чест да му дадам водичка од популарната чешма во село Чичево на нашиот светски првак во карате. Дигова? Јаворот е царски. Неговата вековна крошна е најубавата стреја сред селото. Тој е срцето на Чичево. Лелеко кафе. Јаворов, гледа како феј. Тоа е уште од тогаш бе. Тука ова било центар, тука се правело слави. Колку авантури имало на оваа клупа љубовна. Под јаворот во на Чичо селото, Чичево. Имаш право ти тука. Шо љубови паднале? Ехе. Романтики. Шип, шип. Денумало. Значи, буквално на смотра. Нема бегање од оваа геостратешка позиција. Сигурно овде и Недеви и Насковски си седеле кога биле млади. Го бараме фамилиарното огниште. Куќата на Атанас Недев. За неа соседите велат дека е срамнета со земја, но и дека контурите и се познаваат. Сепак ја најдовме нејзината локација. Овде лога. Да. Па све се стари куќи. Значи, срушена е сега. Срушена, нема ништо. Све напуштени куќи. Тука имаше една плевна шевикавме, па имаше едно гумно, знаете што е оно за вршење на коњите што Да, што газат, гумно си. Тука беше тоа. сега ова останало спремно за археологија. Да, Археолози да пуштиме овде Да. и да видат што историја имало и која хронолошка рамка и до каде е длабока. Да, каде знам. Тука е, а Чичкови живееше тамствено. Празниот простор се наполни со мракот кој полека го поклопуваше овој богат ден. Месечината беше најсилното светло на целото и најубавото. Уште еден златник од ризницата на Недеви.